Драги наши слушателки, еве не во уште една епизода од подкастот Жени со надеж. Драго ни е што можеме повторно да разговараме на нова тема. Добре дојдовте во уште една епизода со интересна тема и нови сознанија. Ви препорачувам да останете со нас во наредните 20 минути, бидејќи не очекува интересен разговор на тема манипулација. Денес повторно сметаме на тоа дека ќе научиме некои нови работи. Манипулацијата е насекаде околу нас. Ја има меѓу најблиските во семејството, на работа, во медиумите, во рекламите, буквално насекаде. На некои од овие однесувања сме навикнати, на некои реагираме, а на некои не. Сепак, дали сме свесни за сите облици на манипулација на кои сме изложени? Кој се може да биде манипулатор во нашата околина? Како да се одбраниме? Веќе имаме многу прашања, а уште не сме ни почнале. Јас во последно време почнав и самата малку повеќе да ја истражувам оваа тема, бидејќи увидов дека помалку или повеќе сум постојано изложена на некој вид манипулација. Па дури и децата на помала возраст се склони да не вовлечат во такви манипулации на кои не сме ни свесни. Така е. Јас забележав дека тоа го има доста во односите меѓу родителите и децата, а живее во заблуда дека семејството е сигурно место каде што нема такви нешта, каде што сте потполно безбедни и каде што картите се целосно отворени. Сепак и таму се појавуваат манипулации на кои никогаш не сме подготвени или не ги очекуваме. Од друга страна, не знам никако да реагирам на нив, а тоа да има некаков ефект. Затоа едва и го чекаме разговорот со Моника. Верувам дека ќе научиме многу за денешната тема. Мојата најголема дилема е токму тоа. Како да се препознае манипулацијата и како да се одговори на неа. Веќе спомнавме дека ја има во семејствата и во односите меѓу родителите и децата, но и меѓу партнерите, односно во бракот. Всушност, бракот е место каде што има доста манипулативни односи и каде што емоционалната манипулација можеби најчесто се сокрива зад одредени облици на однесување. Верувам дека за ова повеќе ќе дознаеме и ќе научиме денес. Продолжуваме со епизодата, каде зборуваме за манипулацијата и како да и се спротивставиме. Моника, ние се вооруживме со прашања, а веруваме дека ти се вооружи со знаење, па да почнеме. Ви благодарам, драги девојки, и се радувам на секој разговор со вас. И едва и чекам да почнеме со проучување на денешната тема. Ајде тогаш прво да дефинираме. Што е тоа манипулација? Манипулацијата е образец на однесување кој служи за постигнување лична корист во различни ситуации, без оглед колку тоа му штети на другиот или не. Нашиот народ има една реченица која совршено го опишува манипулаторот. Во состојба е да гази преку мртви. Или онаа старата, целта ги оправдува средствата. Еве уште една дефиниција. Манипулацијата, латински manus, рака, раководи, управува со нешто некого, подразбира вештина другите луѓе да се наведат на постапки кои служат за некоја посебна цел или лична корист на манипулаторот. Или оваа дефиниција. Манипулацијата е термин со повеќе кратно значење, како што се ракување, располагање, управување, употребување, стручен начин на работа. Во пренесено значење, најраспострането е психосоциолошкото значење кое се однесува на управување со човечкото однесување, искористување на човечките навики и склоности за одредени цели, честопати вешто мамење, подметнување, а во поново време и спинување. Има уште дефиниции, но мислам дека можевме да ја воочиме суштината, дека манипулацијата е облик на однесување во кој манипулаторот користи одредени техники за да оствари некоја цел, некоја корист или да спроведе некој личен план во дело. Постојат повеќе видови манипулации, например манипулација со пошироката јавност, со податоците, медиумска манипулација и слично, но ние овде ќе се занимаваме со
психолошката манипулација како најраспостраната меѓу луѓето. Тоа е она што се случува на нашето работно место, во семејството, во бракот, со децата, некогаш со пријателите и слично. Моника, постојат ли некои техники на манипулација? Како можеме да ги препознаеме? Постојат повеќе техники, па овде ќе наведеме некои од нив. Например, тоа може да биде изигрување жртва, тоа се оние личности кои се постојано загрозени и ништо никогаш не можете да очекувате од нив, бидејќи се представуваат како кутри и несватени. Тука и префрлањето на вината, кога во нечие друштво постојано се чувствувате виновни за се што се случува, а што најчесто нема никаква директна врска со вас. Тука и притисокот и неговото постепено засилување, додека не се постигне целта. Манипулацијата може да се јави и во облик на прогонување и омаловажување, кога со постојано спомнување на некоја негативна особина се обидуваат да му ја уништат самодовербата на жртвата. Лутината е еден од честите облици на манипулацијата, бидејќи додека личноста е лута, не за се и е дозволено. Додека сите присутни, а најмногу жртвата во таа ситуација се тргаат од патот за да избегнат или ублажат потенцијален конфликт, тоа може да биде и ласкање и симпатија, односно умилкување кај жртвата за да се избегнат последици од некое однесување. Манипулацијата може да бидат и лагите, заканите, иронијата и подметнувањата, ограничувањето на слободата и истакнувањето на авторитетот на манипулаторот на сметка на жртвата и така натаму. Една од најчестите техники е емоционалната манипулација и за неа денес ке зборуваме малку подетално. Техниките се различни, како што се различни и ситуациите и карактерите, како на манипулаторот, така и на жртвата. Она што никако не треба да се заборави е дека за ваков однос на манипулација се потребни двајца. Тоа значи дека жртвата која ќе свати во каква позиција може да се тргне од таа позиција, а тогаш и тој однос ќе се прекине. Освен тоа да излеземе од таквиот однос, можеме ли да направиме уште нешто за да спречиме некој манипулативно да не искористи? Ке се обидам да изнесам неколку совети, ако темата е комплексна и нема едноставни одговори. При комуникација со вакви личности, искреноста речиси да нема никаква цел. Што и да кажете може да биде извртено, без оглед на тоа дали фактите се на ваша страна. Емоционалниот манипулатор е експерт во извртување на нештата и вртање на ситуацијата кој што вери народот на своја страна. Може толку самоуверено да ве лажат што ќе ве убедат дека нешто е црно иако е бело, а вие ќе дојдете во ситуација да се сомневате во сопствените сетила. Речиси, секоја работа може да стане предмет на манипулација. Манипулаторите ретко зборуваат отворено за своите потреби и желби. Тие си го добиваат она што го сакаат со своите сплетки и тоа многу подмолно. Никогаш не ги решаваат работите директно. Обично ви работат зад грб и наведуваат други луѓе да ви го кажат она што самите не би ви го рекле. Ке ви го зборуваат токму она што сакате да го слушнете, а потоа со своите постапки ке ве кочат. Тоа е онај познат систем. Едно зборуваат, сосема друго прават. Без оглед колку ви е вам лошо, манипулативните личности ке се потрудат да ви покажат дека нив им е 100 пати полошо отколку на вас. Не превземаат никаква одговорност за себе и за своето однесување, бидејќи сметаат дека другите треба да го прават тоа за нив. Нивен препознатлив начин да ве купате споделувањето интимни информации и доверувањето. Ова е начин на однесување што се јавува кај одредени пореметувања на личноста, гранични, нарцисоидни, антисоцијални и спаѓа во контекст на поширок психолошки проблем. Ваков образец на однесување е речиси невозможно да се смени, бидејќи му носи корист на оној што го применува. Нема многу фајде од тоа да им укажувате на манипулаторите за нивните постапки и дека нивните дела не се правилни, бидејќи тоа во никој случај нема да ги натера да се променат. Тие не сакаат да се заморуваат и немаат мотив, бидејќи не им е важно да ви удолат вам, туку себе си. Кога ќе престанете да го правите она што тие го сакаат, лесно ќе се најдат некоја нова жртва. На почетокот изгледаше дека не е толку сложено. Како некој воопшто станува манипулатор?
Манипулацијата се учи уште од раното детство. Иако вашето дете не се раѓа со манипулативни гени, тоа покрај корисните знаења од вас усвојува и како да манипулира со луѓето. Возрастните личности дополнително ги развиваат техниките на манипулацијата во зависност од средината, начинот на размислување, моралните начала и воспитувањето. И покрај тоа што еднаш насаденото семе на манипулација подоцна тешко се отстранува, не е невозможно да се отстранат манипулативните образци од однесувањето на која било личност. Ова секако не важи за поединци кои категорично одбиваат да работат на себе си, не сакајќи да престанат да ги користат другите луѓе заради своји лични цели и потреби. Значи, манипулацијата може да се случи секаде, во семејството, во бракот, во врската на работа, меѓу пријателите, во општествено-социјална смисла, таа се случува во медиумите на социјалните мрежи, може да биде политичка, манипулација со пошироката јавност и слично. Тоа е еден сеприсутен феномен за кој можеби не знаеме или не зборуваме доволно. Како што рековме претходно, тешко е да се даде едноставен совет, но еве, за крај, само уште еднаш да се потсетиме како е можно да му се спротиставите на еден манипулатор. Игнорирајте се што прави или кажува. Верувајте се во сопствените одлуки. Обидете се да не се вклопите во неговата игра. Не прифаќајте секогаш компромис. Не барајте одобрување. Фокусирајте се на смислата на сопствениот живот. Ета се надевам дека успеавме да ја осветлиме оваа тема и да дадеме неколку корисни инструкции како да се препознае манипулацијата и како да се заштитиме. Се надевам дека на некого ова ќе му биде од корист. Верувам дека е така. Јас лично научив многу. Искрено многу од овие нешта што ги наброја не ни помислував дека се манипулација, но сега ми се разјаснија. Моника, во име на сите нас, ти благодарам за трудот и за исцрпните објаснувања. Драги слушателки, денес зборуваме за манипулацијата. Првиот дел беше посветен на дефиницијата и препознавањето на облиците на манипулативно однесување. А сега со овој феномен, како и секогаш, ќе се позанимаваме од аспект на Светото писмо. Во Светото писмо сигурно има повеќе примери што би можеле да ги вброиме под поимот манипулација. Сепак, еден што сигурно прв ни паѓа на памет е односот на Самсон и Далила. Таа од него, со манипулативно однесување, извлекла информации кои на крајот и го убиле. Не знам како потклекнал и се откажал од толкава сила и благослов што ги добил од Бога уште од самото раѓање, но ета. Се согласувам, овој љубовен пар се чини како еден од најстакнатите во областа за која разговаравме денес. Јас само накратко ќе потсетам кој бил Самсон. Неговите родители, израелци, не можеле да имаат деца, а потоа дошол ангел од Господов и ветил на неговата мајка, чие име не е запишано, дека ќе роди назиреец, дете кое во целост ќе му биде посветено на Бога, да не пие алкохолни пијалоци, ниту некогаш да се бричи или шиша, а дека тој ќе го спаси израелскиот народ од филистејците. Таткото на Самсон се викал Маноа. Тој барал потврда од Бога за ова што го кажал ангелот и ангелот повторно дошол. Така Самсон се родил на чудесен начин и му била предвидена посебна цел. А потоа Самсон пораснал во момче кое почнале да го интересираат девојки. Неговата неверојатна храброст и сила биле надалеку познати. Тој бил свесен за тоа и станал можеби и малку премногу самоуверен. Наместо да го спасува својот народ од филистејците, тој си нашол девојка од филистејско племе за да се ожени со неа. По сплет на околности не дошло до брак. Сепак тука не застанал неговиот однос со филистејците кои го мразеле. Повторно нашол девојка исто така од филистејското племе, Далила. И покрај сите предупредувања од неговите родители, неговата тврдоглавост и самоувереност довеле до фатален исход. Самсон бил последниот судија во Израел.
Понего започнал периодот на монархијата. Приказната за животот на Самсон можете да ја прочитате во Стариот Завет, во книгата Судии, глава 13 до 16. Ова е и општо позната тема која често била мотив за филмови, опери, балети. Сепак, ако ја прочитаме во контекст на целото Свето писмо, има многу поважни елементи. Ние денес ќе се занимаваме само со односот на Самсон и Далила од аспект на манипулацијата. Вам ви препорачуваме да ја прочитате целата приказна за животот на овој посебен човек. По неуспешниот обид за брак со девојка од племето на филистејците, Самсон повторно се заљубил во филистејка, Далила. Незините сонародници, а непријатели на Самсон, веднаш го дознале тоа и ја натерале да ја дознае тајната на неговата сила. За таа информација и понудиле парична награда, а секој пат кога таа и Самсон се среќавале, во незината куќа имало група филистејци која чекала прилика да го фати. Првите 3 пати Самсон на прашањето на Далила во што е твојата сила, одговарал со некои измислени информации. Луѓето што биле скриени и чекале секој пат се обидувале да го направат токму тоа што тој го кажал. И кога ќе сфателе дека нема успех, бидејќи Самсон и понатаму има неверојатна сила, тие заминувале разочарани. Тогаш Далила почнувала со своето манипулативно однесување од позиција на жртва. И мене на вистина се уште не ми е јасно зошто тој продолжувал да се гледа со неа и понатаму имал потреба да ја даде информации што биле само меѓу него и Бога, а веќе видел дека таа многу лесно би го предала? Дали таа љубов кон неа била толку силна, што Самсон секој пат одново паѓал нистиот образец на однесување и останувал во таа врска, знаејќи дека се наоѓа на непријателска територија и дека животот му е загрозен? Дали неговата самоувереност била виновна за таквото однесување или љубовта кон жената? Нена, можеш ли да ни го прочиташ тој дел кога Самсон, иако знае дека не смее, сепак ја открива тајната на својата сила на Далила? Во глава 16 од книгата Суди читаме: И Далила тогаш му рече: зошто зборуваш те сакам, а срцето твое не е со мене? Ете ми измами 3 пати и не ми кажа во што е твојата голема сила. И бидејќи таа го вознемируваше со зборовите своји секој ден и го мачеше, душата негова му се натажи до смрт. И тој и го откри целото свое срце, велејќи: Бербер не се допрел до главата моја, зашто јас сум назир Божи од мајчината си утроба. Ако ме истриже некој, ќе ме напушти силата моја, јас ќе ослабам и ќе бидам како другите луѓе. Далила, откако виде дека тој го откри целото срце свое, испрати и ги повика филистејските кнезови, велејќи им: Дојдете сега, тој ми го откри целото срце свое. И тие дојдоа кај неа и донесоа сребро во рацете своји, и Далила го успа на колената своји, па повика еден човек да му заповеда да ги истриже 7 плетенки на главата негова. И тој почна да ослабува и силата негова го напушти. Таа тогаш рече: Филистејците доаѓаат против тебе, Самсоне. Тој се разбуди од сонот свој и рече: Ќе одам како и порано и ќе се ослободам. Но не знаеше дека Господ отстапил од него. Филистејците го фатија и му ги извадија очите. Така Самсон бил одведен во затвор, ставен во окови и му дале да го врти тркалото во круг и да меле жито. На секој начин сакале да го понижат. Подосна тој му се помолил на Бог. Косата му пораснала и тој извршил самоубиство, но при тоа убил и голем број филистејци на еден настан. Но тоа за нас во оваа приказна не е веќе толку значајно. Важно е да видиме дека останувањето во нездрав однос, во кој се однесуваме спротивно од она што Бог од нас го барал, очекувал и сакал, никако не може да доведе до благослов. Без сомнеш, Самсон можел да види дека се работи за манипулација. Тој изјавува љубов на Далила, но таа својата љубов кон него ја покажувала на чуден начин. 3 пати собирала луѓе против него, а тој и понатаму продолжувал да се гледа со неа, на непријателска територија, меѓу луѓе кои отворено му биле непријатели. Бил роден со ветување дека ќе го избави израелскиот народ од непријателот, а потоа самиот ја оддал својата тајна, се откажал од својот благослов и службата што му била дадена и им се предал на непријателите. Пишува дека Господ отстапил од него. Кога тој не сакал да се откаже од гревот и од погрешниот пат, Бог го пуштил самиот да донесе одлука.
но и да ги поднесе последиците од неа. Тоа остапило од него и тогаш една жена како Далила самата го совладала. Пред тоа Самсон со голи раце убил лав, а сега бил послаб од една жена. Незината манипулација довела до тоа тој да остане безпомошен, осамен, осакатен и понижен. Далила не се спомнува повеќе. Таа си одиграла својата улога. Веројатно си ја зела паричната награда и продолжила со својот живот. Може би си нашла и нова жртва. Самсон од овој, уште од почеток нездрав однос, излегол така, што прво ја изгубил својата цел, својата сила, гордоста и видот, а на крајот и самиот живот. Вакви врски денес има насекаде околу нас. Да бидеме внимателни да не забораваме дека сме ценети и сакани, скапоцени и вредни во Божјите очи, но и нашите постапки треба тоа да го покажуваат. Не треба да бидеме во нездраво обкружување и односи, туку да ја живееме својата цел во согласно со Божјиот дар и ветувањето што тој го има за секој од нас. Драги слушателки, стигнавме до крајот на уште една епизода. Следете на социјалните мрежи под името Жени со надеж на Facebook и Instagram или пишете ни на имејлот zenisonades@gmail.com. Бог нека ве благослови.